Вреди победник во градоначалничката трка во албанскиот политички блок на локалните избори. Вреди вчера доби четворица нови градоначалници, плюс победа на независниот Менди Кјура во Струга, кој беше поддржан од владината коалиција. Националната алијанса за интеграција, предводена од Дуи, вчера на контото додаде само уште еден градоначалник. Со тоа, Вреди има 10 градоначалници, ако го сметаме и независниот Кјура, нај 4 градоначалнички места. Со вакви изборни резултати Вреди се прогласи за втора политичка сила во државата. Представниците на партијата велат дека граѓаните покажале од и деструктивните политики на Дуи веќе не поминуваат. Денес конечно се заокружи промената кај албанците. Влем постигна убедлива победа речиси во сите општини каде што бевме во вториот круг. Време е Али Ахмети да поднесе оставка, ова партија да се реформира, доколку сака да остане како политичка партија. Според Дуи, тие се победници на национално ниво доколку се пресметаат гласовите за советничките листи, но партијата загубила во градоначалничката трка. Дуи вчера оцени дека изборите биле кражба со грубо искористување на државниот апарат. Резултатите во некои општини не се одраз на реалната волја на граѓаните, туку последица на непринципиелни коалиции и привремени договори, кои во суштина го нарушија духот на демократската трка. Овие вештачки сојузи можат да донесат краткорочни победи на хартија, но ќе имаат сериозни последици врз досегашниот напредок и постигнувања, како на локално, така и особено на национално ниво. Но албанскиот политички блок вчера загуби две клучни општини. Кичево за прв пат по 3 мандати доби градоначалник Македонец, кандидатот на ВМРО-ДПМН е Александар Јовановски. Владеачката партија ја доби и трката во Брвеница, каде во вториот круг Јовица Илиевски обезбеди повеќе гласови од Хаким Рамадани од Вреди. Рамадани пак уште денеска почна да бара нова работа, откако изборот на градоначалник во Брвеница го сведе на етничка тема и доби ветување од премиерот дека ќе биде разрешен, тој преку Facebook соопшти дека од денеска е невработен. Од денеска сум невработен, јас сум дипломиран економист, барам работа само во приватниот сектор, вели Рамадани. Сепак, тој се уште ја нема депонирано својата оставка од функцијата директор на инспекторатот за локална самоуправа. Владата се уште не може да го разреши, бидејќи мора и официјално да заврши изборниот процес. Според информации на Сител, постојат два основи поради кои владата ќе го разреши Рамадани. Даниел Василев, Сител телевизија.